во однос на тоа како овие наредни 3 месеци децата да го задржат фокусот, меѓутоа и колкава е среќата токму на денешниот ден 10 јуни. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Прво да го честитам крајот на учебната година на сите ученици, на сите наставници и родители, затоа што со месеци сите бевме вклучени во овој процес. Крајот на учебната година носи среќа, нели, особено за децата. Освен што е пауза за учење, јас го разбирам како емоционално рестартирање. Долги месеци за децата, нели се под притисок за оцени, обврски, учење. Едноставно сега доаѓа период кога нема притисок ни од наставници, ни од родители, имаат можност да си се вратат кон себе, да си го намалат темпото со обврски, да се поврзат и со семејството, но и со врсниците, кој што е многу важно за еден здрав млад човек. Убаво го рековте тоа, дали треба скроз, односно целосно да се исклучат од обврските или сепак треба да останат во некоја си рутина, да, нели, за 3 месеци сепак мора да се вратат повторно во училишните клуби? Сега ова прашање кога слушаат децата викаат да сме скроз слободни, така, меѓутоа не. Кога значи одмор, не значи дека децата треба да ги ослободиме од сите обврски, затоа што треба да има правила. Доколку во едно семејство постои правила, треба да се почитуваат, нека има време за одмор, затоа што 3 месеци се пред учениците децата, меѓутоа да има и рутини, да се почитуваат време на станување, време на легнување, домашни обврски, со цел да се задржи еден континуитет, полесно подоцна во септември враќање кон училиштето. Како родителите да успеат во таа цел да ја задржат концентрацијата кај децата, меѓутоа и тој ретко што го споменувате вие, веројатно поголемиот дел од помалите, да кажеме средношколците веќе се дел од нив и возрастни на некој начин, но кај основците станување, легнување, кој е клучот тука во улогата на родителот? Концентрацијата не се одржува, само тоа го кажувам на родителите, со решавање на домашни задачи, за време на лето им даваат работни листови да пополнуваат збирки задачи, не напротив. Концентрацијата може да се негува и преку различни игри. Кога спомнавте за овие помала возрастна деца, треба да се вклучат активности кои што ќе развијат концентрација, логичко размислување, а што спомнавте како да одржат рутина, да легнуваат и да стануваат, тоа е договор. Секогаш велам, онаа комуникација родител-дете е многу важна, да се договориме дека тие ни се правила во домот. И доследни сме на тоа. И сега рековте веќе дека е важно да биде структурирано времето, се разбира, меѓутоа каде е границата помеѓу организација и преголема контрола, бидејќи знаат децата, нели, малку повеќе да излегуваат, па родителите тука во тој страв некогаш знаат и да претераат, се разбира. Така, па најчесто родителите претеруваме. Треба да се воспостави еден баланс, да им се овозможи на децата да си имаат слободно време, меѓутоа и времето да не им го структурираме ние. Ние знаеме како родители често да сакаме или распоредот да е пренатрупан за да има детето што да прави или да дадеме слобода, нека излегува до кога сака. Повторно кажувам, во еден семеен систем и во лето и за време на училиште треба да има едни здрави граници и правила за да добро функционира и во летото. Какви активности најмногу придонесуваат за здрав емоционален, социјален, интелектуален развој, се разбира, посебно во овој дел од годината? Активности кои што се малку далеко од екраните и од телефонот. Најголемиот проблем. Најголемиот проблем, да се вратиме назад во периодот на нашето детство, како што знаеме да кажеме, активности кои што ќе ги поврзат телото, умот и емоциите. Сега ова време да се искористи надвор, игри со деца, во семејството, семејни игри. Готвење со мама е забавно, читање со тато. Значи, тоа се игри кои што навистина ем го зближуваат семејството, ем се развива кај децата емоционален развој, социјален. Така. Ама и песна, со оглед на тоа дека е колешката Елена Георгиевска ќе ни ја долови атмосферата од крајот на учебната година, се разбира во Куманово, каде што она што јас го гледам како најава од неја дека поприлично било весело. Елена, поздрав и повели. Добро утро по втор пат. Најсреќни денеска со сигурност се дечињата, тоа го забележавме и утринава, насмевки на нивните лица, веројатно насмевки ќе има и од самите наставници кои што заеднички заминуваат на заслужен летен
одмор. Училиштето, основното училиште 11 октомври, токму крајот на, како што велат, успешната учебна година го одбележа со музички настан по иницијатива на училишниот парламент. Настанот се одржа под наслов Ритамот на генерацијата. Пред самите ученици, дечињата, настапија неколку локални познати музички имења, меѓу нив диџеј Тошев, Мартинијан Кириловски, Драгана Јовановска, Мартија Станојковиќ и Лука Чомбе. Надлежните конкретно од ова училиште 11 октомври се задоволни од текот на самата учебна година, постигнатите резултати, активности и сите проекти кои што биле реализирани изминативе месеци. Централното училиште го посетуваа 425 ученици. Уписот за првачињата е во тек, веќе од 1 септември ќе се знае и точната бројка. Се надеваат дека ќе биде поголема, а овој период од летниот одмор ќе го искористат исто така и за реновирање на подрачното училиште во село Долно Којнаре, каде што настава посетуваат околу 50 ученици. Да ја погледнеме изјавата на директорката. Самиот настан има една порака дека секој ученик има свој ритам и потенцијал кој треба да се препознае, да се негува и развива. Реализиравме многу проекти, од кои што учениците на секои во наставни активности што ги организираме учествуваат и се презадоволни. Имаме во подрачно училиште Долно Којнаре, се посветуваме на целосно реновирање на училиштето, за да можеме да го ставиме во едносменско работење и да возможиме и продолжен престој на учениците од Долно Којнаре. Состојбата за уписот е во тек, значи запишуваме уште. Се надеваме на поголем број дека ќе запишеме. Да, тоа беше дел од изјавата на директорката на 11 октомври од Куманово, и на неа и на останатите надлежни надежите се дека на вистина годинава нема да има, всушност од идната учебна година нема да има проблем со намалување на бројот на првачиња, нешто што беше на некој начин тренд изминативе години поради секако иселувањето, но она што се наметнува и како прашање е и самата оптимизација, зашто токму за денес е закажана и пресконференција на раководителот на секторот за образование при општина Куманово. Во јавноста се проширија неколку информации за затворање на дел од училиштата во неколку рурални места, на што секако, зашто всушност секако тој веќе ќе информира денеска во текот на денот, но да се надеваме дека нема да има позначајно вакво нешто. Студио. Елена, ти благодарам. Ние се враќаме со разговорот. Што се оние деца на кои им е досадно, кои не можат да се скротат? И колку често всушност во летниот распуст може да биде чувствуваат досадно, особено во топлите часови од денот кога не се ни излегува надвор, дали телефонот секогаш е прва опција? Досадно им и веќе кога доаѓаат во советувалиштето кажуваат почнува летен распуст, што ќе правам? Затоа што нели обврски во училиште во наставни активности, меѓутоа и со нив разговарам и со родителите да ги остават да се досадуваат. Секој, возрастниот и детето, треба да поминува време само со себе. Кога бегаме да правиме цел ден нешто еве ние возрастните, значи имаме некој проблем. Кога детето се досадува, даваме можност за развој на креативност. Само да си најде што него го интересира, ќе развие многу вештини за кои што самото не знае. А не секогаш како родител да понудиме опција, еве го телефонот, нема што да прави, нека се забавува. Што се оние родители кои се одсутни, кои се на работа, кои нели продолжуваат активностите за нив се стандардни, нели? Често прашање убаво и од родителите, затоа што за време на летен распуст нели ние работиме, меѓутоа овде е многу важно квалитетното време. Не е важно мама и тато да се 24 часа дома и да сме седнати само да не разговараме, и тоа време нека од 15-20 минути да е квалитетно. Да го поминат во заеднички разговор, во прошетки, во семејни игри. Децата сакаат присутни родители и несовршени. Најчесто како родители секогаш велат дали сум добар, сакам да сум совршен. На децата им треба присуство 15 минути квалитетно во денот. Значи секогаш пак доаѓаме до тоа дека родителите се поголемиот проблем него децата, отколку децата. Па децата не се проблем. Не се проблем. Секогаш тие се наше огледало.
како ние ќе ги воспитаме и како ние ќе покажеме, не само да кажеме, тие ќе бидат нашиот одраз. Ајде тогаш еден совет до родителите, како да се однесуваат и што треба да прават во престојните нешто помалку од 3 месеци? Па не само во престојниве месеци, ајде општо прво, да се навратат на комуникацијата, која што е основа за едно добро функционално семејство, а кога говориме за летниот период, да не трчаат да создадат совршено лето, да уживаат со децата, на децата им треба многу малку, љубов, смеа, преградка, игри и да се остави да се досадуваат, да може да се развијат како што треба. Тоа е и период каде што и покрај слободните месеци сепак имаат дел од врските кои што следуваат од септември, сите го паметиме летниот распуст и по читање лектири, како пред се да ги мотивираат тоа да биде и книга вистинска, да не биде во електронска форма и кој период е можеби најидеален, како да се одвива темпото, да остават повеќе во првиот месец простор за желбите на децата, па потоа како полека да го наметнуваат темпото за читање книги. Што е правилно? Љубовта кон книгата се негува од мали нози, пак преку примерот. Ако родителите читаат и развиваат така љубов, детето нормално дека ќе сака книги, меѓутоа, нели, убаво е да се каже, не е секогаш така во праксата, договорот е многу важен. Да не му се наметнува на детето ти мораш да читаш летово, наместо тоа да се праша што сакаш да истражуваш, која книга, не мора лектирите да се прочитаат. Навиката се создава преку она што детето го сака, да му се понуди опција да одбере некоја книга што е интересна и да се договориме по колку страни дневно ќе читаме, тоа да не биде заедничко време и мама ќе чита и детето. Тоа сакам и да прашам дали треба да се читаат лектирите со оглед на тоа дека од ова дистанца сега ни од оваа точка па и нема некоја логика дека треба да се читаат баш лектирите со оглед на тоа дека во школската година, во тек на школската година, повторно ќе мора да се прочитаат, бидејќи нели мора да се освежи, мора да биде тековна, свежа, како му доаѓа тоа што е содржината во книгата се разбира. И сега тука нема некоја логика, односно подобро е да читаат други книги, она што ги интересира, апсолутно. Тоа го велат сите деца. Зошто два пати да читам на тера мајка ми кога па? И јас секогаш кажувам исто. Лектирите може и тогаш да се прочитаат, а летото е време кога треба децата сами да одберат. Нешто што ги интересира и кога ќе види дете некоја книга што е интересна, ќе се развие љубов. Затоа што лектирата некако се чувствува наметната дека мора. Се што мора не е нели убаво, сакаме да имаме избор. Апсолутно. Ние со вас ја обезбедивме љубов од помладата публика и сигурно повеќе гледачи, барем во следните 3 месеци. Сигурно децата ќе гледаат утринска на македонската телевизија, тоа сум сигурен. Една од активностите. Да ги мотивираат со навремено останување. Да го заокружиме мај разговорот со тоа што еве вие би сакале да понесе секое дете за време на овие месеци во распуст за до 1 септември, како треба да се стартува новата учебна година од аспект на дете и од емоционален аспект, што им треба на децата всушност за да бидат свежи, подготвени и спремни да добиваат нови информации и нови знаења. Секое дете сакам да го помине летото со многу љубов. Секогаш велам дека љубовта е она која што е најважна кај детето, да започне новата година учебна со самодоверба. Многу е важно таа се негува во домот, да остане љубопитно како што е да истражува нови работи и едноставно летото да го исполни со убави моменти, без казни, без критики и со негување на семејните вредности и другарството.